Советниците од СДСМ и НСДП ја напуштија денешната 44-та седница на Советот на општина Василево. Причината беше неприфаќањето на предлогот за дополнување на дневниот ред со нова точка. Побараа од Советот, како прва точка да биде констатацијата за престанок на функцијата советник на Ацо Ристов, кој пред околу една недела поднел оставка, но предлогот не беше усвоен. Нашиот колега Ацо Ристов од лични причини поднесе барање за разрешување и престанок на мандат на советник. Тоа е доставено на председателката на Советот на 16.3.2012 година, а дневниот ред на седницата е закажан, правен на 15, значи разликата за еден ден. И иако ова седница има точки кои се од битен карактер, како што се завршна сметка на општината, а завршна сметка на комуналното предпријатие, советничката група на ВМРО ДПМН повеќе и одговараше да не го прифатат нашиот предлог за да минат без никакви забелешки, критики, да ги поменат сите точки. Соларова е разочарана од одлуката на советниците од СДСМ и НСДП. Вели дека и покрај настојувањето тие да не ја напуштаат седницата, сепак тоа го сториле. Седницата помина во најдобар ред, значи сите точки што се најдоа како предмет на расправа на денешната седница помина. За жал, советниците од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и НСДП не присуствуваа, ја напуштија седницата и покрај моето апелирање да останат на седницата, ќе се дадам за слобода да кажам дека Советот донесува многу битни одлуки, меѓутоа секогаш има приоритети. Ако според мене приоритет на Советот е да донесува буџет, да донесува ребаланс на буџетот да прави, меѓу една од побитните работи кои Советот ги донесува се и завршните сметки на институциите што се наоѓаат на територија на општина Василево. Тоа што мене како председател на Совет ме разочарува е тоа што овие советнички групи постојано се повикуваат на процедуралните работи кои што се регулирани со деловникот и со статутот на општина Василево, а на денешната седница не го испочитуваа ниту деловникот, ниту статутот. Градоначалникот Стоенов е задоволен од текот на денешната седница, но сепак вели дека советниците требало да останат, бидејќи на дневниот ред биле предвидени точки значени за општината. Денес имавме битни точки на самата седница на Советот на општина Василево, меѓутоа за жал седницата протече без присуство на советниците од советничката група на СДСМ. Како и да е, денешната седница протече во најнормален ред, сите точки беа изгласани, една од точките беше и предлогот за давање на овластување на градоначалникот за подпишување на договорот со Министерството за транспорт и врски за тендерот кој треба да се објави за отпушнување на изградба на фекална канализација во општина Василево за трите населени места Ангелци, Градашовци и Василево. Потоа беше исто така завршната сметка која сметам дека во изминатиот период во годината 2011 ја завршивме успешно со реализација на буџетот од околу 92%. На денешната седница на Советот на општина Василево беа предвидени 11 точки на дневниот ред. Комисијата предложи уште 2: донесување одлука по барање за финансиски средства поднесено од црквата Великомачени Ѓорѓе од село Едрениково и од Свети Димитрije од село Седларци, кои беа прифатени. Усвоени беа и останатите